Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Мудрецот и ангелот. Пристигнал мудрецот на небесата и се сретнал со ангелот. Како го помина својот живот на земјата? Го прашал ангелот. Јас постојано бев во потрага по вистината, одговорил мудрецот. Тоа е прекрасно, го пофалил ангелот. А што правеше ти за да ја најдеш таа вистина? Со што се занимаваше за да ја увидиш? Мудроста ја собирале луѓето и ја запишувале во книги. Затоа јас многу читав, му одговорил мудрецот на ангелот. Ангелот се насмевнал. Небесната мудрост им се предава на луѓето преку религијата, затоа јас ги изучував книгите и посетував храмови, одговорил мудрецот. Насмевката на ангелот станала посветла. Јас патував, беседев, спорев со други мудри луѓе и во наши спорови се раѓаше правдата и вистината. Ангелот благонаклоно се насмевнал. Мудрецот замолчал. Лицето на ангелот станало сериозно, а насмевката исчезнала. Направив нешто неправилно? Зачудено прашал мудрецот. Правилно е сето тоа што ми го кажа, но ти ништо не раскажа за љубовта, одговорил ангелот, замислувајќи се. Јас немав време за таа љубов, затоа што бев во потрага по вистината, гордо одговорил мудрецот. Каде што нема љубов, нема ни вистина. Длабоката вистина се раѓа само од длабока љубов. Тажно одговорил ангелот и се сокрил. Еди слушам од љубов Боже, ти ми даде животно. Јас бев ништо, преда ме најдеш, ти ми даде животно. Да ги скрше живот, Голгота ги измени во радост, копнеш си ти за мене, ти ми даде животно. Ке ти служам од љубов Боже, ти ми даде животно. Јас бев ништо, преда ме најдеш, ти ми даде животно. Таги скрше живот, Голгота ги измени во радост, копнеш си ти за мене, ти ми даде животно. Ти ми даде животно. Глас на надежда.
Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надежта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Денешната тема носи наслов Животен монопол. Веројатно најголемата мистерија на светот е мистеријата на животот. Ние воглавно ја земаме здраво за готово, но таа несвесно останува во средиштето на нашите мисли, бидејќи секојдневно се бориме да ја сочуваме. Сепак ние навистина не знаеме од што се состои таа. Никој не знае. Ние ја проучуваме, ја испитуваме и настојуваме своите тела да ги одржиме во што подобра состојба и колку што е можно подолго. Ние не сакаме животот да згасне, но кога нашето физичко тело ќе престане да функционира, очигледно е дека животот се гаси. Дури лекарите не можат да ни кажат од што се состои животот и што се случува со него. Ниту науката се уште не нашла одговор на оваа прашање. Научниците постојано го проучуваат човечкиот мозок и во последно време во тоа се многу успешни. Иако ние знаеме кои области од мозокот се одговорни за одредени способности и каде е складирано одреденото знаење, сепак се уште никој не го пронашол местото на кое е скриен животот. Покрај човечкиот постојат уште 4 милиони живи видови на земјата и сите тие се одликуваат со механизми за одржување на животот. Доктор Луис Томас, еминентен научник и есеист, во еден од своите есеи приметува уште една мистерија поврзана со животот. Тој кажува: се овде на земјата е живо благодарејќи на животот на се друго. Ние сме делови од згуснат и фантастично комплициран систем на живот. Ние сме вклучени во интерживотот и не знаеме што навистина не очекува. Ние сме научиле доста за законите кои ја одредувале еволуцијата на поединечните видови на земјата. Меѓутоа, ни Дарвин не се осмелил да го објасни уредно координираниот раст и поделеноста на сиот зачудувачки жив систем. А уште помалку да го објасни неговиот наизглед постојан опстанок. На тој начин доаѓаме до еден интересен проблем. Како тоа механизмите, со кои изгледа управувале случај или случајност, можат да произведат нови видови кои се толку добро вклопени, толку прецизно и корисно како келии од еден организам. Тоа е една зачудувачка загадка. И затоа ми се чини добра предпоставка, а до која дошле и многу добри луѓе кои размислувале за оваа тема, дека ние луѓето би можеле да бидеме вклучени во создавање на нешто што би бил ум на целокупниот живот на планетата Земја. Дали ние како човечки битија, заедно со сите останати животни системи на Земјата, заедно учествуваме во изградбата на супер умот на животот на целата планета или не, јас тоа навистина не би сакал да го коментирам, а не би можел ниту пак да предпоставам. Меѓутоа, она што мене ме загрижува во оваа предпоставка на доктор Томас е дека ниту ова решение не би ја решило загадката за која размислуваме и за која зборуваме. Се сеќавате, тој се чудеше и се прашуваше како е можно случајот да биде во состојба да создаде нови видови кои се прилагодени толку добро, толку прецизно и корисно како да припаѓаат на еден организам. Ако овие нови видови навистина го заземаат своето правилно место во тој голем ум за кој зборува Томас, мене ми се чини дека тогаш мора да постои еден ум или една интелигенција која го надгледува сиот тој процес. Кога ќе видиме нов компјутер, прва работа што ќе ја погледнеме е името на произведувачот. Во случајот на огромниот животен систем, кој, како што е предложено, го сочинува еден универзален ум, логично е да погледнеме наоколу и да го побараме произведувачот, творецот. На почетокот од цитатот, доктор Томас нашироко објаснува дека целиот живот на Земјата е меѓусебно поврзан. Никогаш не се наоѓа сам.
Ако во нашата потрага по потеклото на животот не го занемариме овој начин на размислување, логично е да заклучиме дека животот морал да настане од живот. Ние, како и планетата Земја, имаме извор на живот. Некаде, на некое место, мора да постои животен монопол. Луѓето со векови размислувале за еден таков извор. Луѓето обично тој извор го нарекуваат Бог, земајќи ја предвид основната предпоставка дека единствен кој е достоен за човекот да го обожава е оној кој е извор и кој е одговорен за целиот живот на земјата. Тој извор, таа сила би требало да биде некоја интелигентна сила, интелигентен ум. И бидејќи ние, човечките битија, имаме исто така умови, ние постојано се прашуваме каква би требало да биде таа животна сила, тој животен монопол, извор на животот. Дали би требало да има човечки облик? Во текот на вековите имало многу предпоставки. Постои еден пример во историјата, стар преку 2000 години, за кој вреди да се размислува. Живеел на земјата еден човек кој зборувал и кој се однесувал како да сакал со своите зборови и со своето однесување да објави дека тој припаѓа токму на една таква група која има моќ, која има животен монопол, со други зборови, извор на животот. Тој го познавал животот како никој пред него, ниту после него. Во текот на човечката историја имало многу расипани луѓе, кои се обидувале да докажат дека имаат таква власт, одземајќи го животот на други луѓе. Тие сметале дека нивната уништувачка моќ ги прави некој вид богови. Меѓутоа, овој човек бил поинаков. Насекаде каде што одел, тој давал живот. Тој го потврдувал животот со се што работел, без оглед на тоа дали нешто создавал, дали делел храна и пијалок, дали исцелувал луѓе. Се однесувал како дистрибутер на елементарен живот. Овој животодавец, кој се нарекувал Исус, имал пријател кој се викал Лазар, кој се разболел и умрел. Неговите пријатели го ставиле во камен гроб и кога Исус дошол на тоа место, Лазар бил мртов веќе 4 дена. Исус се зачудил поради длабоката болка на сестрите на Лазар. Мисел дека тие се свесни кој е тој и каква моќ има. Но тие очигледно го заборавиле тоа. Исус ги запрашал каде е ставен Лазар, а потоа заедно со семејството и со останатите ожалостени пријатели тргнал кон гробот. Ги замолил луѓето да го тргнат каменот од влезот на гробот. Лазаре, излези надвор, рекол тој. И тогаш мртвиот човек излегол од камениот гроб жив и здрав. Јас сум животот, јас сум воскресение, им рекол Исус на луѓето. Кој ми верува мене, ако и умре, ќе живее. Јован, глава 11, стих 25. Човек со толкава моќ над животот и смртта во многу ги вознемирувал своите непријатели. Подосна тие собрале толпа луѓе за да го уапсат и тој дозволил да биде фатен, да биде мачен и дури да биде убиен, додека разјарената толпа луѓе ја посматрала таа сцена. Тој тогаш бил погребан во гроб, изделкан во камен и вратата била затворена со голем камен блок и запечатена со печатот на локалниот управител. Тогаш 400 војници била испратена да го чува гробот. Пред својата смрт, овој дародавец на животот зборувал за тоа како семето кое ќе падне на земја треба најпрвин да умре пред да донесе плод. И така и тој, како и ова семе, морал да му се подложи на овој природен циклус, како што нежното стабленце на билката рти од земјата, тој ја скршил моќта на смртта и излегол од камениот гроб. Стоел жив, повторувајќи ги зборовите: Јас сум животот, јас сум воскресение. Како што сум јас жив, и вие ке живеете. Да, животен монопол. Извор на животот е некој на кого можеме да се потпреме и тој се уште е со нас, како што и животот е со нас. Насекаде, дури и во најсувата пустина, животот е жилав и издржлив како и секогаш. Ние можеме да разговараме со овој дародавец на животот, затоа што тој е жив. Затоа, разговарајте со него, без оглед на тоа каде се наоѓате. Бидејќи, ако тој го создал нашиот ум и ни дал живот,
Тој е сигурно и заинтересиран и да слуша додека му зборувате. Ne plaši se ti od nevolji, Bog misli na tebe. Pod krilata si na ljubov tam, Bog misli na tebe. Bog misli na tebe, vo sekoj čas i sekoj dni. Se bliži za tebe, Bog misli na tebe. Vo momenti na teški dni, Bog misli na tebe. Koga si v opasnosti, Bog misli na tebe. Bog misli na tebe, vo sekoj čas i sekoj dni. Se griži za tebe, Bog misli na tebe. Bilo što da se slučuva, Bog misli na tebe. Na nego sto sema potri se, Bog misli na tebe. Bog misli na tebe, vo sekoj čas i sekoj dni. Se bliži za tebe, Bog misli na tebe. Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Radio Glas na nadešta, ulica Vlaje, broj 42, Skopje. Možete da se javite i na telefon 077 819 828. Slušajte nepovtorno vo следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков
Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.